Според многу мина, утре ќе биде најтешкиот и најтажниот ден во историјата на Македонија, една голема национална траума, повторно ќе преживееме. Ние како медиум имавме една иницијатива, во најголем дел на позитивни реакции помина, новинарски и телевизиски екипи да нема на погребот. Некои велат па како сега на политичари може, тие се јавни личности, тие се функционирува, се семејства, приватни, огромна разлика. Праведна иницијатива. Ве прашувам како искусен новинар. Не, гледате, осем за политичари кои се историски фигури, кај што има снимање и пренос, кај се чува на приватен погреб има камера. То може камера од фамилијата за својот албум. Ама утре во Кочани, во Штип и не знам каде, да се истомпорчат нашиве или во Скопје, стомпорчат телевизиски камери. Зошто? Да го слушаат владиката или архиепископот? Тоа ли е поента? Добро, ќе ми дозволите, да? Имам пред 10 минути пресконференција имаше и портпаролката на владата Марија Митева, да ја чуем изјавата. Се задолжуваат државните институции, а се препорачува на локалната самоуправа и работодавачите од приватниот сектор да ги ослободат од работа и работни обврски сите вработени на подрачјето на Кочани. А здравствените установи, образовните установи и установите за згрижување и воспитување на децата, овде се мисли на градинките, да организираат вршење на услуги согласно потребите. Се задолжува Министерството за внатрешни работи да ги превземе потребните безбедности и сообраќајни мерки. Се задолжува Министерството за здравство во соработка со Центарот за управување на возила. Територијалната противпожарна единица Кочани да ги превземе пак мерките и активностите согласно своите надлежности. Владата заедно во координација со Министерството за внатрешни работи во консултација со Сдруженијето на новинари на Македонија, како и со самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници, изготвија протокол за безбедност при известување од погребот на жртвите од трагичниот настан што се случи на 16 март во Кочани. За представниците на медиумите кои ќе известуваат за настанот, полициските службеници ќе обезбеднат посебна зона од патот на поворката на 300 метри од влезот на капелата до градските гробишта во Кочани. Овој простор ќе биде обезбеден од припадници на Министерството за внатрешни работи со цел да се гарантира ред и безбедност во оваа означена област. На оваа зона сакам да повторам дека ќе важи забраната за управување со беспилотни летала, тоа се дроновите. Овој медиумски протокол има за цел да ја заштити приватноста на семејствата на жртвите, додека истовремено овозможува новинарите и снимателите безбедно да го следат настанот од соодветна дистанца. Имајќи ја во предвид чувствителноста на оваа трагедија и универзалните етички стандарди за професионално известување, Сдруженијето на новинари на Македонија и самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници ги повикува сите новинари и медиуми да се придружуваат кон етичките принципи како што се почитување на личната болка и достоинство. Новинарите треба да известуваат со емпатија, без да навлегуваат во приватноста на семејствата на жртвите. Избегнување на сензационализам. Известувањето за трагични настани мора да биде ослободено од сензации, шпекулации или пак емотивно набиени наративи, фотографии и видеа. Замолуваме за објавување на проверени информации, треба да се пренесуваат фактите за да се спречат дезинформациите. Зачувување на баланс и непристрасност. Медиумите треба да се осигураат дека нивното известување не придонесува за дополнителна јавна вознемиреност. Освен ова, сакаме да подсетиме дека и Меѓународната федерација на новинари во своето соопштение испратено на 18.3 за оваа трагедија исто така истакна важноста на етичкото известување. Со цел да се обезбеди непречено движење, идентификација, замолуваме медиумските работници да поседуваат со себе и пресобележја и новинарски легитимации кои што се издадени од нивните матични медиумски куќи. Така, Марија Митева, портпарол на владата, колега Гајдов, гледате дека се уклучува владата во организација, практично ќе биде се строго контролирана. Па, тоа е почеток на воведување ред во државата. Ако не можеме, да не бидам циник, да правиме ред кога се живи, барем кога се мртви, со почет да ги пратиме на вечно живеалиште.
каква беше или каква е улогата на медиумите во овие големи процеси? Сега не зборувам само за несреќата, туку во обидите длабоко да се реформира државата. Каква е нашата одговорност? Според моето мнение, секојаш и во земја и во странство на конференции кажувам дека доказ за местото на медиумите во Македонија е Македонската радиотелевизија. Последен интервју што правев со амбасадорот ФОЕРЕ 8 ноември 2005 година. 2007 година. Тој доаѓа во студио, вика: господин Гајдов, знаете што прочита во холот? Што? Пријавница на полиција. Не е чудо, викам, амбасадоре. Ние сме единствена општествена јавна радиотелевизија кај што има полиција овде. То немало никај Хитлер, никај Сталин, никај Пиноче во Чиле. Значи, додека полицијата не ја оцелат од МРТ, нема никаква демократија во медиумот. Добро, друго ја прашав. Каква е нашата сега улога во целава ситуација како новинари? Мислам, новинарите блескаат. Деноночно се на терен, известуваат, па тоа што е живо е незаменливо. Телевизија е живо, снимање филмска индустрија. Мислам дека сите што ги гледам сите канали. Извонредно работна, неам замерка. Иако имам една замерка, а тоа е јазикот не го владеат. Добро. Што треба сега да направиме како граѓани, како држава, од кога ќе заврши сето ова, да помогнеме на Кочани? Кончанчани велат дека градот е мртов. Дарко Панчев, најголемиот наш, он е Џоковиќ, предложил меч хуманитарен Вардар Црвена звезда. Тоа сум бил ја сведок, после земјотрес имаше таков меч Вардар Црвена звезда во Скопје. Пошто јас сум звездаш, на тој стадион преполн, кога даде Звезда гол, викнав гол, и ми вика Ценевски, мојот другар, чути би, мене ке ме истепаат заради тебе, вика. Тоа е, значи, прво можат спортистите со такви акции да дигнат фондови, а и државата мора, као после земјотрес во Скопје, да се направи фонд, да се обнови стопанството во Кочани, децава да се вработат и да не избегаат. Нема шанса. Да им се дадат на тие што преживеале стипендии, да се школуваат и да заживее градот одново. Тоа ми е прашањето. Дали сега градот треба навистина да добие специјален третман? Треба да добие општината поголем буџет? Целата држава, ако треба Македонија да се зајми од европски фондови, да се помогне да се дигне општината на нозе, зашто провинцијата е тотално руинисана. Добро, провинција не употребуваме баш, некој му случај да кажам, навредливо. На трешноста на земјата. Така. Односот на соседите. Вие сте надворешен политички коментатор, тоа ви е специјалност. Очекувавте ли генерално на Балканот секој со соседите си има некаков проблем, си има некаква закачка, народно кажано. Меѓутоа, ние имаме една чудна моќ кога ќе ни се случи трагедија, а поделбите да завршат и да се збиеме како едно и да се помогнеме. Тоа е само привремено. Бугарија и Грција имаат антимакедонска стратегија, антимакедонска. Во Бугарија јавно мнение, а и во Грција антимакедонско. А тоа го прават, знаете кој? Црквата и школството. Ама господин Гајдов, кој ќе видите директор на грчка болница која што кажува во камера: вашите деца сега се и мои деца. Ќе им помогнеме. Нели треба да се афирмираат тие работи? Ако зборуваме, се извинувам, сега сакам некојаш и добрите работи да ги кажеме и да ги скоментираме. Ако зборуваме и се бунавме со години како се дозволува, знамење на туѓи земји од Тетово Гостивар да се веат и на голема Албанија, треба исто така да го пофалиме што го направија гимназијалците во Тетово. Тоа се тие примери позитивни кои што треба да ги земеме, кои што практично ќе ги поклопат овие деструктивци што не трујат цело време, а тоа се некои политички партии. Гледате,
Тоа што со нашиот министер за надворешни работи во болниците во Грција се појави заменикот министер. Тоа е почит на Македонија. Тоа што лекарот што го гледа фијајсто, што тамо дава изјава, тоа за мене е само индивидуален чин. Иако грците се покажаа стварно солидарни и отворија врати и бараат све што може да им пратиме. Ќе се согласите дека некогаш и друг пат од индивидуални чинови сме правеле скандали. Зашто да не можеме од индивидуален чин да направиме победа? Еве, преска го спомнавте, оној трагичен настан што пожарите секоја година и се повторуваат. Или се авионите на поправање, или се вратени, ама нема кој да ги лета. За волја на вистината, лани беше Севоред, после многу години, но ветувањето на една претходна влада, поголемите пожари, дека ќе се направи, владата ќе направи акционен план и ќе направи модерна, пошто имаме шумин или ние... Флота, да? Да, флота, не само на авиони, туку и на секаква противпожарна опрема, тоа апсолутно ништо не се случи. Дури сега мисламе дека е послабо. Ние како телевизија, не знам дали знаете дека главниот град на Македонија нема систем за тревога, некој што сме го имале во Југославија. Ние како Канал 5 неколку прилози правевме за тоа. Не дај Боже да има некаква елементарна непогода. Ја мислам дека Скопје е единствениот град на планетава каде што нема систем за тревога функционален. Имал во Југославија, нормално си го средиле тоа како што се го средили, сега не функционира. Да не бидам циник. Тоа е скапо во однос на оние ваши 4-5 прилози што ги дадовте, што ги даде Америка Пулицерова награда, дека Скопје е најзагаден град во Европа. Ама и тоа е производ на истиот систем, се согласувате, што ни заклучувате и други работи. Тој што е одговорен за хигиената мора да се стави у затвор, пошто Скопје е страшно нешто. Јавен ВЦ. Добро, овој има голем јавен притисок во овој момент за согласите, за се бараат народски кажано глави со оправдување. Дали таквиот притисок треба да продолжи и понатаму, се додека не се ослободи државата од овој антисистем? Мислам дека оваа... Дали имаме енергија како општество за тоа, бидејќи ова е многу траорно, ова е интензивно, ова е напорно? Ова енергија ја гледам што ја гледав ни Србија 4 месеци. Мислам дека младиве се, реков пред малку, да не се повторувам ко папагал, младиве се огорчени, зашто гледаат ним што може да им се случи и да им се случило. Сега гледам екипи шетаат по кафулињата. Пазите, за да биде најефтина котизација или отварање на еден таков објект и да има време најголемо потраење, се прават шашми. Тоа малку име, па и фалсификат. Што покажа премиерот и министерот пред некој ден? Се фалсификат до фалсификат. Значи, мерка да се нема. Зошто? Ке даде некому 5000 евра и кајле нема. Еве. Да, министерот за внатрешни работи, сега го споменуваме многу пати, бидејќи тој е министер за внатрешни работи и сите информации од него најчесто излегуваат. Атомска мравка работи 24/7. Денес имаше една изјава која што кажа кај да гребнеме е катастрофа. Гнило. Да. Тоа значи дека имаме еден систем болен од канцер, метастазиран по сите основи и кај да видиме е катастрофа. Тоа ние како новинари го знаеме, помалку или повеќе. Вие добро знаете дека ја возам велосипед. Кога возам по Македонија улица или кога возам поред Вардар од оваа страна, сите кафулиња се проширени незаконски. Не можам ја да поминам. Вака е. Народ не може да помине. И што е? Тој што е контролор, ке добие вечера или ручек и мижи. И ќе му го затвори дуќанот на 8 дена и после продолжува гајле нема.
овие денови како новинари добиваме фрапантни информации. Сега луѓето се охрабруваат и верувате дека над 50-60 мейлови добиваме секој ден со примери каде што не функционира системот, каде што можат многу лесно да се случат трагедии слична на оваа во Кочани. Пример, веќе кажувавме, во Штип има диско клуб во трговски центар направен. Во Скопје гимназија или приватно училиште имало во стамбен објект каде што се собираат многу деца каде што немаат основни услови да избегаат, не да Боже ако нешто се случи. За тоа е прашањето што ве прашав и на почетокот, реално колку државата има капацитет во нормално време за овие процеси е неколку години да ја исправи работата како што треба. Моето мнение е дека до 1 јуни, ова го говорам интуитивно, до 1 јуни сите овие точки на опасност, ние во менеджмент го викаме точки на можно подобрување, potential improvement points, ќе се откријат и ќе се елиминираат. И мислам дека тоа е најлесната работа. А која е најтешката? Најтешка работа да се воспостави правна држава. А да се воспостави правна држава, ние немаме не капацитет, ние не сакаме, зашто во матном политичарите може да прават што сакаат. Ама веќе нема да може да прават што сакаат, бидејќи тоа правам што сакам, еве што донесе. Ма гледате, тој што е на вас, како вели? Мене народ ме избрал, имам легитимит и легалитет. Добро. И правам што сакам. Ама не го бива така. Не го бива Ама сега мислам дека на сите им се дигнат и антените, дека сега ќе се воведува полека култура на отчетност. Мислам дека ова што од Америка од време до време добиваме шлаканици со така наречена магарешка клупа или црвен список, тоа ќе стане многу сериозна работа. Тоа не е што велат и мои колеги, тоа е мешање во нашите внатрешни работи. Ако бараме пари, што вика холандскиот амбасадор? Што вика американкава? Ние ви даваме милиарди, кај се... Еве, мојата симпатија, бившата романска обвинителка, Лаура Ковеши, му пратила абер на Вучич дека ќе дојде да види кај се парите што ги дале од Европа за станицата кај што отепа 15 деца, 15 луѓе. И ја прашаат, а вие се аудите тамо заради насред... Не вика, лаже, тоа ми беше во план. И како не текна порано, а пазите, тој проект е пријавен за 3 милиона евра, а сега излезе 17 или 18 милиона. Да се задржаме, би сакал малце Тој е пример и за нас. Така, зборувавме за капацитетот на менување и кај политичарите, на начинот на кој што функционират, меѓутоа и на граѓаните. Бидејќи повторно ќе кажам, холистичка промена. Ја треба да се променам и вие треба да се промените. Ова најискрено го кажувам. Мислам, се потсетив овие денови на еден текст, многу добар на еден хрватски писател, му го заборев името, сега не е битно, каде што вели дека сите народи кои што биле многу долго време под робство, кога ќе се ослободат, својата слобода ја манифестираат на начинот на кој што биле поробувани. Со други зборови, сите ние овдека кои што сме биле под турско, кога сме се ослободиле, некој порано, некој подосна, својата слобода ја манифестираме на начин на кој што нашите поробувачи се однесувале кон нас. Значи, турците кога владееле, си го паркира коњот кај сака, со нога влегува во кафана, донеси ми не знам што тамо за јадење, така со заповеднички том, ако сакам да платам, ќе платам, ако не ќе направам комбинација да не платам, чидете однесувањето на некои политичари, додека вие што биле под Австро-Унгарија, тие сакале да бидат исто како на австро-унгарците. Вецињата да им бидат чисти, возовите да им бидат на време, и така се отсликува како култура на действување на овие општества. Меѓутоа, тоа веќе не може да постои, има многу време поминато. Треба промени. За тоа ве прашувам повеќе пати, силата каде да ја најдеме тоа да го смене. Еве што е. Луѓето ретко се менуваат сами од себе, со аутосугестија. Сакам од денеска да бидам чесен и паметен. Тоа нема. Тоа се случува само во манастири. Јас сум држал школи за менеджмент во 2 манастира и сум видел како се преваспитуваат и монахињите и монасите.
со молитва, со постење, само жртва. Тоа не можам да очекувам од политичарите. Далеко од памет. Меѓутоа, од надорешен притисок, од отчетност, зашто кога не напикаат, се извинам за изразот, во Европска Унија, таму се знае кои се вредности, кои се мерила, кои се стандарди. И по тие ке ве мерат. Дали плукате на улица, дали поминувате на пешачки премин или кај ке ви текне. Дали аутото ке го паркирате во тревник. Ние не велиме овој криминалец украде или ги прекрши правилата, викаме човеков Питер се снајде. Се снашол. Пазите, читам деновиве дека во општина Центар, барем се памтам тоа, дека ќе се воведе брзина 30 км на час. Ама зашто не им текна? Преда ја отепаат онаа малана мома кај универзална сала и уште немам пример. Универзална сала е подарок од бугарскиот народ за скопскиот земјотрес. После земјотресот, така е. Тоа беше најголем објект на културни настани. Култно место. Опери, балети, филхармонии, концерти. Најелитни. Еве го. 10, колку, 12 години И смлетиште. коментарите се оправдани според мене, кој ќе кажа дека нас не ни треба непријател, доволни сме се самите себе. Уште имаме половина година да не малтретира оваа окупаторка во Скопје. Нека ми извини за изразот. Добро. Она можеше, ако ништо, барем да ја направи универзална сала, да каже женава не ја бива за ништо. Ни нови автобуси, ни нови тролејбуси, направи ништо. Да, за крај ќе ви, како искусен човек, како во години да речеме кој што можеби од сите живи луѓе во Македонија моментално најмногу видел политика и новинарство и аналитика, се извинувам сега што ќе ви дадам толкав терет. Кажете ми со вашето искуство која би била вашата порака во една минута до граѓаните и до нацијата во вакви тешки моменти вечер пред најтажниот ден во историјата на државата? Еве што е. Децава да добијат првокласно образование. Не ни треба странска помош, треба самите да направиме школство првокласно светско. Финска беше најсиромашна земја во Европа, сега Финска има углед како да правиме ние школство. Тоа што велате, ако сакате да уништете на држава и на нација, уништете го образованието. Го сме го кажувале во емисијава многу пати, помалку или повеќе. Јас сум ми рекол лично на министерката. Не ви треба никој да ви помогне, освен да направите филозофикација на образованието. Значи логика, не логика онаја школска правила, туку теоретско мислење, апстрактно мислење, етика и логика не се само теоретски предмети, тие се и практични на терен. И филозофија кој поглед на светот. Филозофија дава што? Смисол во живот. Трите основни прашања ги одговара. Свој личен развој, избор на животен партнер, избор на животен повик. Мислам дека Македонија може да направи голем чекор, ако до оваа трагедија увиди дека најважна работа е, најдобар начин на пат кон Европа е да се радикално поправи школскиот систем. Од забавиште... И од деца да се научат зошто е важно да се почитуваат правилата. Мали години. И друго, кога ќе почнат децава да шетаат по Европа, по светот или да носат овде... Шетаат веќе. Ама во мали количества. Ама кога ќе почнат и нивните другарчиња да доаѓаат, они ќе дадат. И на крај имам уште нешто. Сакам да честитам на оваа телевизија што снајде сила на оваа највлијателна дебатна емисија. Да остави празно столче. Тие што добиваат по 2-3 евра плата месечно,
Мора, кога ги викнат да дојдат, да кажат што научиле и што направиле за оваа нација. Инаку лично ми се јави вице-премиерот утрово и ви кажувам од оправдани причини не може да дојде и покрај тоа вашето обидување што е други причини дека има за тоа, во ред, должност ми е да го кажам тоа што го знам што е објективна реалност од пренесеното кон мене. Можам да му верувам, али не морам да му верувам, зашто он е тука представник на Вучич, кој што беше министер за информација и пропаганда на Милошевиќ. Рече дека следната недела ќе дојде. Така што се е во ред. И ја ќе бидам тука. Ќе се договориме. Беш би сакал да бидам. Почитувани ви благодарам и за вниманието. И еве сите како народ имаме сила да го издржиме тоа што ни следува утре, а потоа да го направиме тоа што мора да го направиме. Останете со програмата на Канал 5.